против прослава на заедничка историја на Бугарија и Македонија. Мелбурн, 18.7.2017 година. Денес во Мелбурн се одржа отворено собрание со представници на македонски организации во социјалниот клуб на Престон Македонија, за да се разгледа и анализира договорот од 20 јуни 2017 година помеѓу Бугарија и Македонија од страна на премиерите Зоран Заев и Бојко Борисов. Спрема изјавите на премиерите, договорот треба да се потпиши на 1 или 2 август оваа година, односно на денот на Илинденското востание. Иако договорот во Македонија се чува како строго доверлив до потпишувањето, сепак јавно беше кажано дека дел од договорот содржи прослава на заедничка историја на Македонија и Бугарија на денот на Илинденското востание и најава за промена на некои навредливи термини во учебниците за историја во Македонија. На собранието се донесе резолуција и треба да се испрати до Владата на Република Македонија, председателот на Република Македонија Ѓорѓи Иванов, Собранието на Република Македонија, институциите МАНУ, Институтот за национална историја, Институтот за македонски јазик Крсте Бисирков, Македонската православна црква, политичките партии на Македонија, Агенцијата за иселеништво и медиумите на Македонија и македонската јавност ширум светот. Резолуција. Ние, македонците и представниците на македонските организации во Викторија и Австралија, огорчени и крајно разочарани од ефтината распродажба на националните македонски интереси, вечерва се собравме да ги разгледаме последните најави, предлози и активности на владата на Македонија при посетата на Бугарија. Имено, во втората половина на јуни, во Софија имаше заедничко полагање на венци на премиерот Зоран Заев и премиерот Бојко Борисов пред споменикот на цар Самуил, на кој пишува Самуил, цар на Бугарија, и изјава на нашиот премиер дека ние сме братски народ, един и същ народ. Изјава дека ќе има промени во учебниците за историја на Македонија и така натаму. Заради горе наведените активности и тајноста на договорот, ние, македонците, од Австралија сме огорчени, понижени, деградирани и национално обезличени, затоа што со овие иницијативи бескрупулозно и темелно се разниша историјата на македонскиот народ со изјавата на премиерот на Македонија за заедничка прослава на Илинденското востание со Бугарија. Илинденското востание не смее да биде предмет за пазарење, затоа што во душата на секој македонец гори илинденскиот оган, која зафати целокупна етничка Македонија, од Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Драма, Кавала, Воден, Костур, Лерин, Битола, Крушево, Охрид, Велес, Скопје, Штип, Струмица и други места на етничка Македонија. Тогаш, во 1903 година, се потврди уште еднаш националната и етничка посебност на македонскиот народ и се потврди државотворноста со создавањето на Македонската република или Крушевска република. Овој подвиг, ова дело, се потврди и на 2 август 1944 година во манастирот Прохорчински, кога се ослободи Република Македонија од окупацијата на фашистичка Бугарија. Затоа бараме од горе наведените институции. Прво, безусловно ја отфрламе намерата на премиерот на Македонија, господинот Зоран Заев, да започни прослава на заедничка историја со Бугарија, прослава на Илинденско востание, промена на учебниците по историја и потпишување на договор каде што нема да стои името на македонскиот јазик, туку ќе стои уставниот јазик на Република Македонија. Второ, Бугарија да го признае македонскиот народ и македонскиот јазик на Република Македонија
и да ги признае етничките македонци од Пиринска Македонија во Бугарија. Трето, прифаќаме заедничко одбележување на востанието на македонскиот народ од 11 октомври 1941 година против бугарскиот фашизам и заедничка прослава на 2 август 1944 година, денот на создавањето на Република Македонија. Заедничко чествување и полагање на венци во Пелинце, односно Прохор Пчински, во Ваташа или пред споменикот на Методија Андонов Ченто, при тоа премиерот на Бугарија да се обрати до македонскиот народ со почит и достоинство. Бараме да се извини Бугарија на Република Македонија за нанесените материјални штети и човечки злосторства за време на фашистичката окупација и да исплати оштета или репарација од 1941 година до 1944 година. Четврто, ја осудуваме трилатералната средба на Грција, Србија и Бугарија, одржана во Солун, без присуство на Македонија, која кажува дека нивните вековни инспирации и ставови кон Македонија воопшто не се променети. Петто, бараме да се прекинат разговорите, односно преговорите со Грција за името на Македонија и подитно да се испрати барање од владата на Македонија и председателот на Македонија Ѓорѓе Иванов до Обединетите нации за анулирање или поништување на привременото и нелегално име ПЈРМ и да се продолжи членството на Република Македонија под уставното име. Меѓународен легитимитет државата стекнува со меѓународно политичко признавање од други држави и воспоставување на дипломатски односи со нив. Република Македонија ги исполнува сите услови за членка на Обединетите нации под уставното име, а доказ за тоа е признанието од над 130 држави во светот кои се членки на Обединетите нации. Преседавачи Косте Колевски, Ицо Најдовски, Стојан Јанакиевски и Митко Златанов. Во организација на ФОМКУД, пензионерските групи на македонците овде од Мелбурн, Македонската радиопрограма 3 пати Z и Советот на македонската заедница.